Македонските граѓани продолжуваат да купуваат стамбен простор и покрај тоа што во изминатиот период има континуирано зголемување на цените на становите, пред се во главниот град Скопје, каде што во некои населби веќе е вообичаено квадрат да се продава за 2500 евра. Податоците на Народната банка откриваат дека банките заклучно со декември 2024 година на македонските граѓани им издале стамбени кредити во вкупен износ од 94,3 милијарди денари, односно 1,53 милијарда евра, при што е остварен годишен раст од 12,5% и рекорд кога станува збор за апсолутниот износ на стамбени кредити. Од друга страна, податоците на Државниот завод за статистика за изминативе години само го потврдуваат општото мислење дека најмногу станови се градат и се продаваат во Скопје, но и дека граѓаните се подготвени да инвестираат во станови макар тие седеле празни. Фјучерсите на кафето го продолжија својот неконтролиран раст и се искачија на највисоко ценовно ниво во повеќе од 4 децении, главно поради грижите за глобалната понуда, кој се закана за дополнително зголемување на трошоците. Цената на зрната арабика, сортата што е омилена за специјалните пијалаци, се искачи дури за 3,9%, достигнувајќи го највисокото ниво од 1977 година. Цената на оваа сорта годинава се зголеми речиси за 70%. Кафето робуста, пак, кое е поекономично кафе и се користи во инстант пијалаци, исто така забележа раст на цената годинава, поскапувајќи за околу 88%. Представниците и организаторите на Евровизија го објавија распоредот на земјите за полуфиналето. Според овој распоред во првото полуфинале ќе се надпреваруваат Хрватска, Шведска, Украина, Словенија, Исланд, Естонија, Полска, Португалија, Холандија, Азербејџан, Албанија, Сан Марино, Белгија, Кипар и Норвешка. Во втората полуфинална вечер ќе настапат Србија, Австрија, Литванија, Ерменија, Црна Гора, Грција, Ирска, Австралија, Летонија, Чешка, Израел, Малта, Финска, Данска, Луксембург и Грузија. Големото финале не очекува на 17 мај. Оваа поделба веќе предизвика бројни реакции. Ако се суди според реакциите, повеќето корисници сметаат дека конкуренцијата во првото полуфинале е посилна.